од Сиднеј со вашите доматини Бети и Јон Треновски. Наредниве неколку минути, колку што ќе бидат потребни, се резервирани за разговор со нашиот и ваш гостин, доктор Самуил Малчевски, универзитетски професор и аналитичар, кого ќе се обидеме да го поканиме во студиото на Македонски корени. Се надевам дека се ќе биде во ред. Господин Малчевски, добро ви утро и добро ми дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме што ја прифативте и денешната наша покана за вашето гостување денес на Македонски корени. Добро утро, се слушаме сега. Се надевам по македонски или добар виден по австралиско време. Благодарам до покана за поканата и поздрав до сите македонци во светот каде год да не слушаат. Добро ви утро и од мене, господине Малчевски. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија за темите кои ги селектиравме за денес и ќе го задржиме секако вниманието на сите оние кои се со нас. Се надевам и јас. Так. На брзина донесените измени во кривичниот законник и тоа со европско знаменце стапија на сила, особено бришењето на ставот 5 од членот 353. Овие измени на кривичниот законник предизвикаа бурни реакции во јавноста. Заменик министерката за правда Викторија Аврамовска-Мадик на една дебатна емисија се обиде да ја убеди македонската јавност дека овие измени не биле таква амнестија за оние кои се огрешиле пред законот со злоупотреба при јавните набавки, како и за оние кои се заведени во обвинителството за организиран криминал и корупција. И верувате ли на министерката во незините приказни и за кого се донесени овие закони, за функционерите на сегашната опозиција или за функционерите на сегашната влада, или пак и за едните и за другите? И дали со носењето на ваквите измени се зајакнува неказнивоста која ќе се преслика, нели поточно се пресликува и на улиците, а не само во институциите, бидејќи се повеќе одредена група на лица ја земаат правдата во своји раце и за тоа остануваат неказнети. Дали со ова политичарите се повластени и си ги креираат законите онака како што им одговара? Ајде вака да почнеме дел по дел. Прво го спомнавте европското знаменце, ова е уште еден закон кој што е донесен благодарение на злоупотребата на европското знаменце, во една кратка, нетранспарентна постапка, без широка јавна дискусија за токму ваквите потреби од измена во кривичниот законник. Оно што преовладува во јавноста е дека оваа влада, предводена од картелот СДСМ-ДУИ, е веќе на заминување. И кога веќе си оди, решава да прави измени во законските или поготово во кривичниот закон, кој што ќе им овозможи после падот да може да бидат барем малку сигурни дека нема да одговараат за секојдневните коруптивни скандали кои што ни се случуваат во Република Македонија. Вториот дел од моментот е дека вака донесените измени во кривичниот закон ја подгреваат тезата во јавност дека во суштина се носат најмногу да се заштити актуелниот премиер Димитар Ковачевски. Зошто најмногу да се заштити? Заради тоа што ние сме сведоци дека како поранешен директор на Македонски Телеком има голем удел во нелегалното прислушување кое што се случуваше на Република Македонија до 2017 година. Јас неколку пати јавно го прашувам и никако да добијам одговор на прашањето дали е точно дека без знаење на централата во Берлин, токму Димитар Ковачевски го внел Македонски Телеком во една нелегална операција. И зошто е ова битно и зошто ова го кажувам? Сепак Македонски Телеком е во собственост на Deutsche Telekom, а Deutsche Telekom е во доминантна државна собственост на Сојузна Република Германија. Знаете, премногу голем скандал би било кога една државна компанија на земја членка во НАТО прислушкувала ДКП-ја на пријателски земји, тоа е државно конзуларни представништва на пријателски земји членки на НАТО. И од тука многу неодговорени прашања на кои што владата упорно бега од прашањата на јавноста. И третото е токму она што вие го спомнавте, а тоа е моментот да некои поранешни функционери јавно кокетираат со актуелната власт на картелот СДСМ-ДУИ, нивните предмети застаруваат, ги нема, се кријат по фиоките. Тоа е едно нешто што
никако да добиеме одговор. Колку упорно да прашуваме, не добиваме одговор зошто сега, зошто во очи на избори и зошто во една нетранспарентна постапка со злоупотреба на европското знаменце се носат едни вакви измени на кривичниот законник. Поранешната шефица на обвинителството за организиран криминал и корупција, Вилма Русковска, која во овие моменти е под суспензија, во вторникот за време на интервју на една национална телевизија, обелодени дека таа била една од членовите на работната група која што работела на измените на кривичниот законник. Таа исто така обелодени дека тие измени кои се донесоа на шверцарски начин со злоупотреба на европското знаменце не биле исти со оние кои ги работела и препорачала работната група. Како ќе го прокоментирате ова што Русковска го тврди, а слична потврда, ако се сеќавате, дојде и од ДКСК, но и од Врховниот суд, кои власта се обратиле за да дадат мислење. Дали швейцарските измени на кривичниот законник и тоа со европско знаменце е намерно и наменски изведен за да го растурат ВМРО ДПМН, односно кохезијата на пратениците, и затоа со овие измени опфатени се повеќето поранешни функционери на ВМРО ДПМН, на кои ќе им застарат делата, а во некои процеси намалат затворските казни? Пака, прво Русковска со едно интервју не може да се испере, затоа што целиот изминат период им служеше на картелот ДУИ СДСМ како алатка за притисоци врз неистомисленици, врз опозиционери и конкретно поготово, или ајде да кажеме поготово во онај дел кога на нелегитимен начин надвор од законска процедура го сменија уставот на Република Македонија пред неколку години. Што и да направат во овој момент, кохезијата во пратеничката група на ВМРО ДПМН не можат да ја растурат. Џабе се обидуваат, помина неколку дена од тие тоа швелцарско носење на кривичниот закон, измените на кривичниот закон, но ние упорно сме сведоци на моментот дека пратеничката група на ВМРО ДПМН останува кохезивна, оние 44 пратеници на ВМРО ДПМН и на коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН се на ист став дека нема да гласаат за уставни измени под бугарски диктат. Од тука јас освен она што во претходното прашање го кажав, договорот помеѓу поранешни функционери на ВМРО ДПМН и актуелниот картел СДСМ ДУИ, јас не гледам никаква друга причина за вакво брзо носење на измени во кривичниот законник. Така. Како гледате на она што во вторникот се случи на владината седница на која не поминал предлогот за амнестија, подготвен од Министерството за правда, па наместо да се испрати во собранието, сега тоа е испратено на дополнително усогласување со надлежни институции, како што е Секретаријатот за законодавство. Како гледате и на устните закани од страна на Министерот за правда, Кренар Логар, дека ќе поднесел оставка доколку не се усвоил законот за амнестија? Видите вака, ние во овој период влегуваме во едно предизборие. Значи, во Република Македонија за 6 месеци од сега треба да се случат председателски парламентарни избори. И од тука јас не ја разбирам потребата сега за некаков си нов закон за амнестија. Кого ќе амнестираме ние допрва криминалци и зошто имаме потреба да ги амнестираме тие луѓе, која е пораката која што им се праќа во јавност со некоја се таква амнестија. Очигледно е дека во ова предизборие власта е свесна дека губи тло под нозе и им треба некој кој што дополнително ќе им помогне да го ублажат поразот кој што им следи, тука посегнуваат по некаква си амнестија, амнестирајќи криминалци кои што после ќе треба во изборите да некако да им помогнат. Што се однесува до оставката на министерот за правда, беше дадена, па не беше дадена, па кажал, па не кажал, па се повлече од изјавата, па имаше деманти. Така да очигледно е дека се изгубени во простор и време, не знаат што прават, но за жал носат или нанесуваат непоправлива штета во Република Македонија, кој што не знам колку толку временски период ќе ни треба за ние да се опоравиме од глупостиве кои што секојдневно ни се случуваат. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, на почетокот на неделава имаше 2 интервјуа. Едното за МТВ, кое беше снимано во седиштето на ДУИ, а другото за ТВ21 и тоа во неговиот дом во Зајас. Како гледате на изјавата на Ахмети дека за измените на кривичниот законник разговарале и се договарале
со Заев и со Груевски, но и тоа дека Мицковски, откако ја презел функцијата лидер на ВМРО ДПМН, не ги прифатил таквите претходни договарања и дека ова раководство на ВМРО ДПМН нема ништо со измените во кривичниот законник. А кажа и тоа дека ВМРО ДПМН нема да поддржи никакви уставни измени и дека нема никаков договор помеѓу власта и опозицијата за уставните измени. Може ли меѓу редови во изјавите на Ахмети да се прочита некаква негова намера, а тоа е да пропаднат претседателските избори и до следните претседателски избори кои мора да се случат во одредениот рок пропишан со устав, да имаме претседател албанец, тоа ќе биде најверојатно Талат Џафери, а премиер албанец, тоа ќе биде Ардан Групи и тоа према договорот за последните 100 дена албанец премиер. И понатака ќе имаме министер за финансии албанец, тоа е Фатмир Бесими, и министер за надворешни работи албанец, тоа е Бујар Османи, и со тоа да ги контролираат сите полуги на власта. Ајде вака дел по дел да почнеме. Многу прашања во едно ми, тоа е прашање. темата. Така е, апсолутно. Значи, првиот момент е дека Али Ахмети после долго време даде две интервјуа едно по друго. Во јавноста прострујува веста дека прво било снимано интервјуто за МТВ, во кое што тој не се доискажил како што треба, па на брзинка ги викнал ТВ21 да прави второ интервју за да се дообјасни со она што не го кажал во првото интервју. Неколку пораки беа јасно кажани. Првата порака е дека актуелното раководство на ВМРО ДПМН, предведено од Христијан Мицковски, нема никаква врска со моменталните измени на кривичниот законник. И со тоа во вода праќа сите кажувања во јавноста дека има некаков си договор за амнестија, па за гласање, некакви си сценарија на штета на македонските национални интереси. Вториот момент, Али Ахметија потврди позицијата на ВМРО ДПМН и на коалицијата за обнова за Македонија. Не гласаме, нема да гласа пратениците за уставни измени под бугарски диктат. Но она што малце се коментира во јавност, а треба да е предмет на сериозна јавна дебата, е договарањата Заев, Груевски, Ахмети, кои што се одвивале зад очите на јавноста. Договарање, знаете, тој период во Република Македонија беше многу сензитивен. Имаше некаква си шарена револуција, која што гледаме дека на крај била револуција за футели, а не револуција за правила, норми за почитување на закон. Имаше секојдневни бомби во јавноста, кој како стигна пушташе некакви си снимени разговори, Заев секој втор ден излегуваше на пресконференции и во суштина од изјавата на Ахмети може да се насети дека тоа бил еден голем театар, дека во позадина се одвивале разговори или преговори за некакво си превземање на власта. И тука треба да се одговори клучното прашање, дали дел од тој договор за превземање на власта беше мистериозното бегство на Никола Груевски во Пешта, и зошто до ден денес ние немаме одговор од институциите на системот како успел Никола Груевски да избега од Република Македонија. Тоа се прашања кои што ние треба да ги поставуваме упорно во јавност додека не го добиеме одговорот на истите. Во вториот дел од прашањата што се однесува до полугите на власта и до тоа кој како контролира, да бидам искрен, денеска Дуј ја контролира целата власт во Република Македонија. За жал, Димитар Ковачевски е премиер на хартија само, вистинскиот премиер е Артан Груби. За жал, Стево Пендаровски или Пендаровски, како сакате кажете го, тоа е неколку особи во една личност, е претседател само на хартија. Во ниеден момент он не се покаже како вистински претседател на штета во корист на македонските национални интереси на граѓаните. Напротив, и последната негова постапка на брзинка подпишувајќи ги измените во кривичниот законник покажуваат дека он е ништо повеќе освен слуга на власта и на картелот до СДСМ. Дали ќе успеат да го направат тоа сценарио кој што се повеќе и повеќе се зборува во јавност, не верувам. Мислам дека ВМРО ДПМН ќе биде сериозен браник или пречка на патот на реализација на тоа сценарио и дека на крајот ќе останат со куси ракави. Господине Малчевски, дали со ваквата изјава Ахмети сака да ја подотвори вратата на ВМРО ДПМН за да биде дел од извршната власт која по сите параметри ќе ја формира ВМРО ДПМН? Па мислам дека ова е она намигнување
Сега почнуваме, знаете како ќе се доближуваме до избори, така се почесто и почесто ќе ги имаме овие ситуации, ќе ги дискутираме. Ова е едно намигнување кое што Али Ахмети гледаме дека го прави или подотвора врата кон коалиција со ВМРО-ДПМН. Дали тоа ќе се случи, не верувам. ДУИ беше политичката партија која што прва го наруши принципот победник со победник во 2017 година и од тука мислам дека Христијан Мицковски кој ќе ја формира следната или при формирањето на следната влада на Република Македонија со полно право може да му каже не на ДУИ, да му рече вие ќе си останете опозиција. Јас имам друг партнер во албанскиот блок. Така. Кога сме кај интервјуата на Ахмети, каков е вашиот став за она што го кажуваше Ахмети на овие две интервјуа во делот на бизнис делките, но и во делот каде што ги повикува органите на прогонот да испитаат за евентуални криминали и корупција во партијата во време кога сето судство и правосудство е запоседнато токму од ДУИ. И како гледате на тоа што во неговиот кабинет до сега нели го немаше македонското знаме, а на оваа интервју го имаше заедно со албанското, американското и знамето на Европската унија? Видите, знаете како во поглед на криминалот на ДУИ, на економската спрега помеѓу некои бизнисмени, политичари и ДУИ, и изјавите на Али Ахмети, јас ги гледам како на народната миж, јас сам да ти баам. Буквално исто така. Кој ќе го гони ДУИ? Јавниот обвинител за организиран криминал кој што е на слика со брат му на Али Ахмети. Знаете како страшно смешно е сето тоа што се случува и сето тоа треба ние да го гледаме низ призмата на предвремени или на следните парламентарни избори. Очигледно е дека во ДУИ се случува една катарза и Джетмеджити му прави сериозен проблем со формирањето на новата политичка структура која што ја предводи токму тој. И очигледно е дека сега Али Ахмети ќе проба се да направи за да се прикаже он како некаков си светец. Но тоа светец е во наводници, па дури се гледаме дека пробува да ни се додвори после 20 и кусури години, прв пат гледаме македонско знаме позади него, но сето тоа е ефтина политичка пропаганда. За жал, благодарение на ДУИ, денеска во Република Македонија лошо живеат и албанци, и македонци, и турци, и власи, и роми, живееме сите. Додека една мала клика упорно се богати. Зборувам за Али Ахмети, Алтан Груби и луѓето околу него, а пропри тоа и на другава страна ми се таче Димитар Ковачевски, Оливер Спасовски, на таква мала клика околу нив. Како гледате на демантот кој стигна од Заев и Груевски поврзани со изјавите на Ахмети за наводните средби и договарања околу измените во кривичниот законник? Како гледате и на изјавата на Груевски дека тој бил екскомунициран од сегашното раководство на ВМРО-ДПМН? Дали овие последни маневри покрај ова со измените во кривичниот законник е во насока од една страна да растурат ВМРО-ДПМН и да го намалат изборниот резултат, а од друга страна ДУИ да постане столбот на обединување на албанските политички партии и заедно со СДСМ како малцинска партија во сегашната влада да успеат да формираат владата и после следните вонредни или редовни парламентарни избори. И секако, дали овие црни сценарија може да ги види македонскиот народ и да не им ја даде поддршката на политичките партии кои се сега дел од власта? Ајде да почнеме одназад со прашањето. Значи, сите последни анкети говорат дека овој картел ДУИ СДСМ ќе преживее сериозен пораз на следните парламентарни избори, па тука се тоа што во овој момент ни се случува е момент да они се обидуваат да го намалат изборниот пораз. Дали ќе успеат, нема да успеат, го подценуваат македонскиот народ, ги подценуваат граѓаните на Република Македонија. Ја тука не верувам дека имаат голем простор за политички маневар. Она што во овој момент е битно е дека опозицијата е кохерентна, кохензивна и дека опозицијата е на линија на одбрана на македонски национални интереси. Ние гледаме дека година дена ни се случува специјална војна. Година дена токму картелот ДУИ СДСМ пласира еден куп лаги во јавноста, ама на крај сите тие лаги им потонаја дента кога требаше да се гласа за усвојување на дневниот
ред за тие фамозни уставни измени под бугарски диктат. Видовме дека сите пратеници на ПМР-ДПМН и на коалицијата за обнова на Македонија се на линија на одбрана на македонските национални интереси и гласаја против предлогот за усвојување на дневен ред. Вториот дел од прашањето, или ако се вратиме наназад, демантите на Заев и на Груевски, јас повеќе би сакал да слушнам одговор на прашањето кој што претходно го поставив. Или на две прашања. Првото прашање е како успеа Никола Груевски да избега од Република Македонија? И второто прашање е докаде е истрагата за бегството на Никола Груевски од Република Македонија? После тоа нека излегуваат и нека се прават, не знам, светци во јавност да кажуваат дека не седнувале, дека не се договарале. Така. Добри прашања. Па Се надев. видите, заслужуваме одговор. Одговор, Значи да. вие Токму така. 5 години помина од тоа фамозно бегство, ние се уште не дознавме, или знаете како, ако вие некој ви е толку силен политички противник, како што Заев кажуваше дека Груевски му е силен политички противник, па ви орлови ногти ќе ставите да вистината излези на виделина. Освен ако не сте замешани во тоа бегство и ако не сте овозможиле Никола Груевски да избега под сомнителни околности. Ајде да дадеме и едно прашање овде. Нека одговорат и зошто баш токму преку Албанија, а не преку Србија? Многу прашања. Вие кои ќе ги видите и они 8 пратеници кои што гласаја за уставните измени тогаш. Вие може, например, еден-двајца да поврзите со еден човек, еден-двајца да поврзите со криминал и корупција, па си баре амнестија. Но тamo има неколку луѓе кои што важеа за сериозно блиски до Никола Груевски. Тоа е уште едно прашање кое што се помалку се зборува во јавност, а треба се почесто да го поставуваме. Какви се вашите очекувања околу парламентарните избори? Дали тие ќе бидат редовни или сепак ќе бидат предвремени и ќе се случат заедно со претседателските? И дали предизборно ќе настапат како коалиција СДСМ заедно со ДУИ и другите албански политички партии кои сега се дел од власта? Видете вака, значи, ја мислам дека за предвремени парламентарни избори веќе и нема време. Значи, оваа власт, тоа што упорно јас го зборував цело време изминатиот период, дека они си купуваат време за час поскоро да бидат на буџет и да не крадат, се испаѓа дека е точно. Мислам дека на пролет заедно со претседателските избори ќе имаме и предвремени парламентарни или редовни парламентарни избори кои што пак ќе се случат во законскиот рок кој што треба да се случат, и неминовно е дека оваа актуелната политичка гарнитура ќе доживее сериозен изборен порез. Како гледате на изјавата на Пендаровски дека блиски, но и високи структури на опозицијата од него побарале да се амнестира Никола Груевски? Како ќе ја прокоментирате изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН, Кристијан Мицковски, за прочениот германски дневен весник Frankfurter Allgemeine Zeitung, дека Груевски е во некаква коалиција, односно тајна комуникација со владата и дека играат валкани игри за да се случат уставните измени? Уште едно прашање, како гледате на повикот испратен на адреса на Мицковски од страна на Груевски, кој побара од него да му одговори на неговите две поставени прашања, но и неколку зборови за она што Мицковски му одговори на Груевски? Дали е можно Груевски да е злоупотребен од страна на СДСМ и ДУИ и Пендаровски? Видите, сепак, мислам, дали може да биде злоупотребен? Возрасен човек кој што 11 години бил премиер на Република Македонија, не верувам дека толку наивно наседнал и дека толку наивно можел да делува. Ние сме свесни дека веќе подолг временски период во јавност имаше разни информации околу средби, тајни средби, препукувања, кој бил, кој не бил во Будимпешта на разговори, кој што и како правил. За на крај да видиме дека Мицковски повлече еден сериозен потек. Јас не верувам дека тоа е наивно направено. Мислам дека е направено со сериозна анализа и врз основа на сериозни факти и аргументи. И мислам дека допрва ќе излегуваат интересни пикантерии околу тајни средби. Да не заборавиме дека ние еден поранешен министер во владата на СДСМ уште пред 6 месеци обелодени дека имало тајни средби на релација СДСМ ДУИ Груевски во Будимпешта и посети на високи партиски функционери на СДСМ ДУИ во Будимпешта. Би било интересно да се следи
да се следи развојот на настаните, зашто сепак треба да ја знаеме вистината. Треба да знаеме кој тоа работи на штета на македонските национални интереси и прави договарање за лични цели и лична корист на штета на македонските национални интереси. Така. Дали изјавите на Ковачевски, Маричик, Османи и Груби дека се разговора и ќе се разговара со секој пратеник од ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија поединечно, за да ги убедат да ги изгласаат уставните измени, се во некаква корелација со она што Мицковски го кажа околу улогата на господинот Груевски во можни договарања за измените на кривичниот законник, бидејќи друга причина за разговори не гледаме откако пратениците цврсто и одлучно рекоа не за уставните измени. Имате ли вие некои сознанија за некакво си влијание на Груевски врз некој од пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија? Ајде дел по дел. Прво, изјавите на актуелните функционери на СДСМ и на ДУИ се веќе смешни, зашто една година они не убедуваат дека разговараат со пратеници, па зборуваат за некакви си проевропски, не знам, блокови, така натаму. И на крај видовме дека единствен браник на штета или единствен браник на македонските национални интереси во овој момент е пратничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Од тука таа хибридна војна која што ја води власта према опозицијата, веќе е јасно дека не е ништо друго освен купување на време, за да можат да се видат што е можно поскоро на буџет. Или да го крадат буџетот, ајде ако можеме така да кажеме. Во овој момент, знаете како, таму се 44 луѓе кои што се возрастни, кои што се дел од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Видовме како гласа дента кога се усвојуваше дневниот ред. Тука сметам дека е смешно да некој кажува дека допрва ќе се убедува, дека допрва ќе нема простор. Едноставно тоа е тоа. Уставни измени под бугарски диктат нема да има и за тоа во овој момент гаранција е пратеничката група на ВМРО, ДПМН на коалицијата за обнова на Македонија во собранието на Република Македонија. Може да продолжуваат да ја замајуваат јавноста, може да продолжуваат да продаваат ефтини приказни, ама на крајот на денот тоа се само ефтини приказни и ништо повеќе од тоа. Во четвртокот заседаваше Централниот комитет на ВМРО ДПМН. За време на состанокот, поранешниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски на социјалните мрежи имаше еден Facebook статус со кој побара директно преку видео линковско поврзување да биде вклучен на во седиштето на Централниот комитет и дека стоел на располагање да се дообјасни и да одговори на сите обвинувања. Како гледате да ваквото негово барање, зошто и со која цел го прави сето ова? Видите, во овој момент Никола Груевски е почесен председател на ВМРО ДПМН, иако е во бегство, титулата се уште ја има. Но јас веќе пишав на социјалните медиуми и кажа, во јавност во овој момент Никола Груевски се однесува како напуштен љубовник и ништо повеќе од сето тоа. Значи он место да седне, место да му даде силна поддршка на раководството, знаете, сепак 11 години се временски период во кој што вие сте биле дел од многу настани избиднувања, можете со своји совети да кажете како вие гледате на некои работи, он сака во јавност пак да биде она што беше претходно премиер. Не времето или политичката кариера на Никола Груевски е завршена. Не знам јас што повеќе сака и што повеќе бара. И не само тоа, завршена е благодарение на изборот на лоши луѓе околу него кои што го доведува во оваа непријатна ситуација. Се сеќаваме ние на приказната за ножињата, се сеќаваме ние на многу други приказни кои што ги кажуваше Никола Груевски во јавност. Но на крајот на денот Никола Груевски е човекот кој што ги бираше тие луѓе околу него кои што го доведе во ваква состојба во која што е сега. Дали имало потреба или не да се обрати на Централниот комитет, јас мислам дека нема никаква потреба Груевски во овој момент да се обраќа на Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Тоа е тело во кое што членуваат преку 110 луѓе. Јас сум бил дел од Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Знам во каква атмосфера се работи, знам кои луѓе се уште присутни таму. И мислам дека тоа се сериозни луѓе на кои што им е јасно што и се случува на Република Македонија и која е хибридната војна која што се води према ВМРО ДПМН. Од тука не гледам никаква причина зошто
Никола Груевски би се обратил на Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Господине Малчевски, пред да се префрлиме на други теми, да проговориме и за одлуката на Уставниот суд, кој во четвртокот одлучи да ја отфрли иницијативата за уставноста на Преспанскиот договор, поднесена од страна на Тодор Петров во име на Светскиот македонски конгрес. Со други зборови, одлучи да не поведе постапка за оценување на уставноста на законот за ратификација на договорот, со кој се смени уставното име. Како ќе ја протолкувате вие ваквата одлука? Дали со оваа одлука Уставниот суд ја зацементира Северна и зошто чекаше цели 5 години за да ја донесе ваквата одлука? Ќе го поделам одговорот во два дела. Прво, не ми е јасна потребата на Тодор Петров во моменти кога знае Уставниот суд како функционира, знае кои луѓе се таму, да поднесува иницијатива за оценка на уставноста. Знаеме дека ќе отфрла, па тоа тие сите таму се слуги на СДСМ и на ДУИ. Како очекувате вие поинаку тие луѓе да делуваат, освен на начинот на кој што му свиркаат СДСМ и ДУИ. И суштината на Преспанскиот договор и на законот за ратификација на Преспанскиот договор и на цела таа постапка не е во законот. Суштината е во потпишувањето на договорот или во одговорот на прашањето дали Никола Димитров имаше уставни надлежности да потпише еден таков договор во име на Република Македонија. Тука лежи одговорот на прашањето и тука треба да се позанимаваме сите ние. Никола Димитров немаше уставни надлежности да потпише еден таков договор. По устав, меѓународни договори потпишува претседателот на Република Македонија, а не министерот за надворешни работи, било кој да е во тој момент беше Никола Димитров. Од тука, дали Северна е зацементирана? Не е зацементирана. Се уште има простор за битка и се уште треба битката да се води за да се поништи тој штетен договор по македонските национални интереси. Дали ние ќе ни треба долг период, да не ги лажеме луѓето, ќе треба многу долг период да се поправи штетата која што Зоран Заев, Никола Димитров, Оливер Спасовски, а сега и Димитар Ковачевски и другите околу него ги направија на македонските национални интереси. Но знаете како, не победил само оној кој што се откажал. Така да нема предавање, нема откажување, мора да продолжиме да ја водиме таа битка. Во вторникот, Франција во Брисел презентираше нов предлог, наречен француско-германски предлог, заменување на интерните, односно внатрешните процедури и за натамошниот тек на процесот на проширување на Европската Унија, кој предлог го подготвиле 12 експерти со цел да се реформира Европската Унија. Како гледате на предлогот за напуштање на принципот на одобрување на отварањето и на затворањето на кластерите во текот на преговорите со едногласност, што значи укинување на ветото и воведување на консензуален пристап? Вака, прво да разбереме една работа, ова не е ново. Значи, првиот самит Германија-Франција околу реформите во Европската Унија во 2019 година пропадна како неуспешен. Вториот самит беше во јануари годинава, исто на релација Германија-Франција да се договорат околу реформите во Европската Унија, поготово околу начинот на кој што се носат одлуките во рамките на Европската Унија, и тој самит пропадна. После тоа имавме изјавата на Макрон, која што вика дека, ајде да ја парафразирам, дека во овој момент ние тешко носиме одлуки со 27 членки, а камоли со 32 и со 35. Или во суштина пораката е јасно пратена. Прво реформи во Европската Унија, па после приговори и нови членки во рамките на Европската Унија. Знаете како, јас ќе направам една мала паралела со некои избеднување од нашиот регион. Кога вие една Југославија која што беше составена од само 6 држави, 2 автономни покрајини, не можеше на крај да излезе со тој момент на консензуално носење на пораките, како ви очекувате еден таков конгломерат од 30 држави да го направи истото. Од тука ова е позитивен исчекор кон деблокада на некои процеси во Европската Унија и кон позитивен исчекор кон злоупотребата на ветото од страна на некои земји членки на Европската Унија ради своји лични националистички идеи и потреби. Така. Како гледате на предлогот за засилување на фондовите и прецизирање на датум поточно 2030 да биде рок
за почеток на процесот на пристапување и тоа преку заедничка изјава на лидерите на земјите членки на Европската Унија, која изјава се очекува према најавите да биде потпишана на следниот самит на Европската Унија, кој ќе биде во декември оваа година. Очекувате ли да се случи такво нешто? Изводливо ли е или ова е уште еден политички предизборен маркетинг, бидејќи наредната година ќе има избори во Европскиот парламент? Па токму тоа беше и дел од мојот одговор на прашањето, го погодивте. Значи, следната година има избор во Европскиот парламент, ние ќе имаме нова Европска комисија, нови еврокомисари, и се тоа е во функција на, ајде да кажеме, тоа предизборие во рамките на Европската Унија. Суштината на процесот, например, е дека Црна Гора веќе 11-та година тера преговори, а има затворено само 3 поглавја. И тоа се меѓународни односи, образование и култура и наука и истражување. А што или кој ќе направите математичка пресметка, тоа е околу 9, нешто проценти од поглавјата. Србија колку години преговара, нема затворено ни 3 поглавја. Така да не може да очекуваме дека најнаш некој со магично стапче ќе не внесе сите нас во Европската Унија до 2030 година. Мислам дека они до 2030 година нема да се договорат околу процесот на реформи на Унијата и на внатрешни промени во самата Унија, зашто тоа ќе биде процес кој што му предходи на процесот на проширување на Европската Унија. Од тука, ајде да видиме што ќе донесат изборите во Европарламентот, па после да ги дискутираме сите овие изјави кои што се даваат деновиве. Дали со овие и вакви најави ќе се зголеми меѓународниот притисок врз ВМРО-ДПМНЕ и дали ова е она што го бараше ВМРО-ДПМНЕ, знаете, бараше некои си гаранции. Дали ваквите најави треба да бидат и едно будење, односно аларм, за да не се брза со уставните измени, туку да се почека овие француско-германски предлози да се усвојат во Европскиот парламент. И дали ако се усвојат овие измени во Европскиот парламент, кои засега се предлози, ќе ја отворат вратата за репреговарање на преговарачката рамка? Видете вака, значи ние многу пати, ајде пак од назад ќе почнеме. Самата преговарачка рамка која што има Република Македонија во овој момент е надвор од копенхашките критериуми и вредностите заради кои што е основана Европската Унија. И ние тука не знам што повеќе разговараме и преговараме. Значи, надвор од процедурите на самата Унија. Од тука јас мислам дека во овој момент како што се одвиваат настаните, времето работи за Република Македонија, работи кон добивање на пофер однос од страна на Унијата према Република Македонија. Значи, нигде во ниеден критериум билатерални прашања не се услов за некакво си членство во Европската Унија. Дали се гаранции? Не се гаранции апсолутно. Ова е само рамка во која што во рамките на Европскиот парламент треба да се разговара за, ајде да кажеме, реформа на Унијата. Дали е тоа гаранција према Република Македонија? Не, апсолутно не е гаранција према Република Македонија. Дали тоа ќе го зголеми притисокот во ВМРО-ДПМНЕ? Видовме дека Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ се прилично отпорни на притисок. Очигледно е дека имаат јасни, прецизни ставови и дека во овој момент нема промена од тие ставови. Од тука моја порака или препорака или она упорно што цело време го дискутирам. Дајте да почекаме. Зошто брзаме кон на патот? Што правиме ние? Видете, и во идеални услови, еве, не дај Боже да се усвојат тие уставни измени. Зарем некој сериозно мисли дека Република Македонија со ова ниво на корупција, со ова ниво на криминал, со влада или владеачка структура која што ни е оценета како хибриден режим од страна на многу меѓународни институции ќе влезе во Европската Унија? Апсолутно не. Со вака руиниран здравствен систем, со вака руиниран образовен систем, со ваков руиниран труд и социјала? Апсолутно не. Ние да не го лажеме народот. Не треба прво да спроведеме сериозни реформи, па после тоа да зборуваме за некаков си брз пат кон Европската Унија. Дали имаме сериозни реформи? Не. Европската Унија во 2 наврати, прво за договорот со Бехтел и Енка, сега за на брзина донесените измени во Кривичен закон, јасно и гласно ни кажува дека го злоупотребуваме европското знаменце. Во официјални извештаи на Европската комисија стои дека се злоупотребуваат
европските процедури за дневно-политички цели. И сега истите тие кои што тоа го прават, ни викаат ние до 2030 ќе внесеме Македонија во Европската Унија. Смешно е и во интерес на дневна политика. Нема ништо суштински и сериозно во нивните изјави. Како гледате на она што лидерот на Демократски сојуз Павле Трајанов сношти на една национална телевизија рече дека СДСМ и ДОИ подготвуваат трет закон за амнестија со кој ќе бидат опфатени сите дела поврзани за тие што се осудени за 27 април. Овој закон е сосема нов покрај оние измени во кривичниот законник со кој се предвидува таква амнестија и покрај законот за амнестија предложен од Министерството за правда кој не помина на владина седница. Целта на овој трет нов закон биле уставните измени кои спрема информациите на Трајанов тие ќе се гласале на 18 октомври. Така, не знам кој е мотивот на Павле Трајанов за ваквиот одговор или за ваквото кажување, но мислам дека нема простор за такво нешто, поготово што луѓето кои што лежат во затвор и се осудени во една крајно нетранспарентна и недемократска процедура за 27 април, јасно и гласно кажуваат дека не сакаат да бидат предмет за пазар на штета на македонските национални интереси. И сега и трет, и петти, и десетти закон да има, мислам дека бегаме од суштината. Бегаме страшно од суштината, а суштината е дека цело тоа во овој момент ќе го кажам што не се случува е надвор од европските вредности и копенхашките критериуми. Ние за тоа треба да зборуваме, не треба да зборуваме за уставни измени. Треба да зборуваме за криминалот и корупцијата во Република Македонија. Знаете како е на толку скандали што ни се случуваат, упорно власта не замајува со уставни измени, а самата она не сака да се ги донесе. Нејзини пратеници не ги гласаја дента во собрание, не го гласаја дневниот ред. Од тука мислам дека ваквата пропаганда ќе занели претходно и една друга политичка партија викаше дека ВМРО ДПМН сигурно ќе гласа опозициона за уставните измени, па видовме дека не гласае. Ќе се засилува пропагандата, мислам дека е само пропаганда и ништо повеќе од тоа. Кога станува збор за 27 април, она што тие луѓе го бараат е само фер судење. Ништо повеќе, ништо помалку. Не може луѓето кои што ги отворија вратите од собранието и дозволија да се случат сите тие немили настани внатре, да се на слобода, да си добиваат тендери, да си вработуваат членови од нивните семејства каде сакаат, а луѓето кои што под патриотски набој направија тоа што направија да се драконски осудени за тероризам. Тоа никаде во свет го нема. И треба тие луѓе да му се возможи фер и правично судење, а не судиката која што тие луѓе така драконски ги осуди да биде унапредена во уставен судија. Таа е таа спрега против која што ние треба да се бориме и треба да ја поништиме во Република Македонија. Имајќи предвид дека Трајанов беше министер за внатрешни работи одамна, јас верувам дека ова не се шпекулации, него е припремен таков закон. Меѓутоа, јас сум убеден дека тој закон не се однесува за оние кои што лежат затвор, кои што влегува, меѓутоа за оние кои што, за организаторите можеби, е наменет и ако е така, како што ние мислиме, дали мислите дека ќе го донесат таквиот закон, ќе го поднесат, или пак ќе го интегрираат со законот за амнестија кој го припреми Министерството за правда, како што претходно бе ти напомна дека тој веќе одбиен на владата и пратен на доработка? Вака, значи имаме првиот момент, ги спомнавте организаторите на тие немили настани. Ние сме сведоци дека голем дел од тие луѓе до ден денес се во некаква си кохабитација со СДСМ и со ДОИ. Дали јавна, дали тајна, полутајна, се во кохабитација со СДСМ и со ДОИ, од тука може и тоа да е дел од намерите да истото тоа. Они имаат два излези или две сценарија за ова што го зборуваме. Едното сценарио е тоа да го пуштат по легитимна постапка. Мислам дека нема да му пройде зашто ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија со амандмани ќе го спречат истото во собранието на Република Македонија. Другото е да продолжат да го злоупотребуваат европското знаменце и тука просторот за делување на опозицијата да кажеме многу лимитиран и тоа што процедурите кога станува збор за европското знаменце се јасни. Но пак тоа е лоша порака која што се праќа до граѓаните и тоа е лоша порака која што се праќа
до меѓународната заедница. Пак ние ќе имаме сериозни забелешки од страна на многу институции дека се злоупотребуваат процедурите само за лични пазарења. Една од темите кои се актуелни и никако да се симнат од секојдневниот дискурс е исилувањето. Последните информации кои излегува во јавноста се застрашувачки, бидејќи оваа година само во прво одделение се запишани неколку стотини помалку првачиња во однос на минатата година, а помал е и бројот на запишани студенти и средношколци. Например, во Струмица има 400 помалку запишани првачиња, а Битола 200, во Прилеп исто така има 100 помалку запишани во однос на минатата година. Вие, како универзитетски професор, се занимавате и со вакви анализи. Сеќаваме дека една демографска анализа правевте и за време на минатиот попис. Се соочува ли Македонија со многу сериозна и алармантна состојба? Дали политиките на сите нивоа е една од или единствената причина за ваквото намалување? И дали причината за намалувањето треба да се гледа и во миграционото движење, односно внатрешно и надворешно иселување, кој исто така е како резултат на политиката? Дали вие можете имате податоци за надворешното мигрирање или напуштањето, односно иселувањето, кое иселување според некои информации кои стигнаа до нас, говорат дека се околу 45% од македонското население се има иселено во последниве 6 до 7 години. Имате ли податоци која група на семејства се иселуваат? Дали тоа се наталитетните семејства? Дали има иселување на работно способните семејства? Имате ли можеби некаков податок изразен во проценти за тоа колкав е процентот на наталитетните семејства кои имаат деца од до 4 годишна возраст, меѓутоа и оние кои имаат од 5 до 14 години, но и за оние лица од 15 до 30 годишна возраст? Повторно тема со многу прашања. Верувам дека ќе се снајдете, математичар сте, ќе се снајдете. Вака, значи, оно што се случува на Република Македонија во овој момент е токму тоа што го зборувате вие, драстично иселување на цели фамилии. Значи, на луѓе кои што имале сериозни работни места со сериозни примања, едноставно, дали е тоа иселување или евакуирање од оваа состојба во која што се наоѓа Република Македонија, ќе преме за сосем една друга дискусија. Но факт е дека апатичната состојба во која што се наоѓа граѓаните во Република Македонија и се тоа што го гледаме изминативе 7 години доведува да луѓето се почесто и почесто посегнуваат кон иселување или кон заменување од Република Македонија. Конкретни податоци нема заради тоа што Државниот завод за статистика не води една таква статистика за да можеме ние да извлечеме податоци кои каде. Да, имаме ние податоци од школите и од општините кои што говорат дека се иселуваат од прво одделение до 4-та година средно деца се отпишуваат и заменуваат, имаме се помалку деца, но тоа не е официјален податок на Државен завод за статистика, зашто на нивната страна ги нема тие податоци. Од тука, дали овај процес ќе продолжи, да ќе продолжи. Дали апатијата во Република Македонија во овој момент е на највисоко ниво е. Дали може да се прекине? Да, може да се прекине. Да, на овој момент на Република Македонија требаат избори и треба кредибилна и легитимна влада која што ќе почне со реформи од образование до здравство, до економија, до труд и социјала, до безбедносните структури, до се. Или ќе направи една ревитализација на македонските институции. Зашто во овој момент институциите не функционираат во интерес на граѓаните на Република Македонија, функционираат во интерес на картелот ДУИ СДС, и тоа сите ние го гледаме и тоа е една од клучните причини заради кои што луѓето во Република Македонија се почесто се иселуваат. Господине Малчевски, дали имате податоци за тоа кој повеќе се иселува, женскиот или машкиот пол од Македонија? Ова го велам од аспект што ако бројот на иселени е поизразит кај женскиот пол, во тој случај ја прави сета ситуација уште поалармантна. И дали имате некакви податоци за моменталната состојба во изминативе месеци од оваа година околу наталитетот и морталитетот? Значи, не можеме да направиме јасна дистинкција кој повеќе се иселува, дали мажи или жени, зашто се иселуваат цели семејства, што е поразително за Република Македонија. Знаете, порано мажите одеа, па додека се снајдат, па се ги повлекуваат семејствата, или ако не се снајдеа, се враќаа во Република Македонија. Сега не.
Сега се иселуваат цели семејства, што е суштински многу поразително. Ние веќе имаме села или училишта кои што во прво одделение не запишуваат деца практично, зашто ги нема тие деца, иселени се. Пак се навраќаме на моментот на сериозна политика предсе демографска, која што ние не ја гледаме во Република Македонија во овој момент. И да, тоа е пораз за сите нас. И ако продолжиме вака понатаму, освен најцрното сценарио, јас не гледам друг излез. И затоа упорно во сите мои кажувања цел изминат период кажувам дека нас не треба кредибилна влада составена од луѓе експерти кои што ќе ги ревитализираат институциите, со самото тоа ќе ја ревитализираат Република Македонија и ќе го спречат ова иселување. Ние веќе имаме недостаток на работна сила. Знаете дека покрај тоа што се бавам со математика и статистика, се бавам и со бизнис консултантство, да имаме компании кои што со месеци не можат да најдат вработени за своите бизниси. Има потреба, убави плати се, но луѓето ради безидејност и апатичноста која што има зафатено Република Македонија се иселуваат дури во полоши услови него тоа што го имаат дома, само за да не го гледаат тоа што се случува на Република Македонија во овој момент. Во Албанија се одржува попис на населението, а Бугарија спроведува агресивна кампања со јавни закани врз македонците во Албанија дека ако не се запишат како бугари, ќе им бидат одземени економските пасоши. Како гледате на ваквата бугарска кампања и како гледате на молкот од страна на македонските институции, особено на Министерството за надворешни работи, но и владата за сето ова, но и глувоста да ги слушнат повиците на македонците од Албанија дека се соочени со силна асимилација? Зошто молчат? Зошто не ги алармираат европските институции, кои исто така се прават глуви и слепи? Видете вака, зошто не заради тоа што во овој момент во Република Македонија владее ДУИ, сега само се однесува како помал коалиционен партнер. Ковачевски нигде го нема, Стево Пендаровски му е подтрчко, им подпишува се. И од тука вие не може да очекувате од Бујар Османи или од Артан Груби да реагираат на сето ова. Зашто они немаат никакво патриотско чувство или национално чувство према македонците, зборувам во тој дел, во Пустеци, во Мала Преспа. Таму освен македонци ништо не живеат бугари. Јас со години го посетувам тој регион, имам многу блиски пријатели од тој регион таму, и јас знам дека тие луѓе се македонци. Дали ќе успеат да издржат на сите притисоци? Да, мислам дека мнозинството од нив ќе успеат да издржат на оваа асимилаторска политика која што ја спроведува нашиот источен сосед и дека нема да се попишат како ништо друго освен како македонци. Дали дел од нив би прифатиле? Мислам дека пак ќе најде, знаете, во секоја пченица има и она кокош што го вика, така и таму. Дали ќе најдат луѓе кои што за интерес, за некаков си интерес ќе се попишат? Да, мислам дека тоа ќе е мала бројка. Проба и во Македонија видовме дека освен криминалци и луѓе со сомнителни биографии, други луѓе не му престанеа на нивното кажување дека тука има некакви си бугари, истото ќе биде и таму. Јас сакам јавно да упатам повик до нашинците, ајде да кажем, во Мала Преспа во Република Албанија, да обстојат на притисоците. Она што во овој момент актуелната власт на ДУИ со медицинскиот партнер СДСМ не ги заштитува, не значи дека македонскиот народ или Република Македонија не е со нив. Доаѓаат побави времиња во кои што допрва ние ќе зборуваме за поправање на штетите од ова владење, ајде ако можеме да го кажеме, но јас пак веќе на почетокот кажав, не успел само оној кој што се откажал, нема откажување, нема предавање, ќе успееме и ќе победиме, кога претходно многу пати во историјата многу македонски великани биле, вајде да кажам, вака сатанисани, успеале на крај во своите делување, ќе успееме и ние, не гледам зошто не би успеале во овој момент. Како гледате на одлуката на македонското МНР за протерување на тројца руски дипломати од Македонија, прогласувајќи ги за персона нон грата или непосакувани личности? Како гледате и на острите реакции од Москва, која протерувањето го оцени како непријателски чин? Ова не е прв пат, мислам дека втори или трети пат протеруваме дипломати и не знам која е причината за истото, зашто стварно ние имаме многу лимитирани информации тука, зошто се протерани
протерани тие дипломати, дали тоа е направено и за некого да му се додвори актуелната власт, или е тоа направено врз основа на некакви си факти, аргументи и ситуации. И не е прв пат Москва да реагира на овој начин на кој што реагира, оценувајќи го како непријателски чин. Но суштината е дека ние сме мала држава. Околу 1.800.000 народ со последните иселувања, не верувам дека сме ни толку, и ние треба да градиме пријателски односи. Да, ние немаме друга алтернатива освен Европската унија и НАТО, но тоа не значи дека треба да се испокараме со цел останат свет. Јас би ја повикал владата на разум и да не носи избрзани потези, или да биде малку потранспарентни, да ни даде одговор зошто тие луѓе се протерани во Република Македонија. Така. Господине Малчевски, ви благодариме за одвоеното време. Верувам и овој пат го задржавме вниманието кај сите што не следеа. Ви посекуваме да си имате убав викенд, пријатно до слушање и до следното видување овде на Македонски корен. Ви благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство да дискутирам со вас двајца. Убаво попладне, убав викенд на сите кои што не слушаат и не гледаат, и голем поздрав од сончевото Скопје во овој момент. Уживајте. Уште еднаш голема благодарност, остануваме во контакт, се слушаме што поскоро, кога ќе се создадат прилики. Така. Ќе ми биде задоволство. Пријатно.